Здраво! Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес од Република Македонија. Денес ќе говорам за наставата во училница и наставата во далечина. Сегашната ситуација ни нанесе нови големи промени во наставата. Учење во училница. Местото за учење и дружење на учениците е во училиште, каде тие престојуваат во нивното училишно катче. Училницата заедно со нивните наставнички. Тука поминуваат незаборавни моменти во кои царува емпатија, соработка, взаемно помагање, дружба, надпревар во знаење и весели детски лица од кои се слуша детскиот џагор. Тука е присуството на наставникот кој е втор родител на учениците. Тука е нашата табла, паноата со изработки, песните, игрите. Тоа е доказ дека секое дете има право на учење во училиште. Еве ја сликата во училницата со веселите детски лица, балоните се доказ и порака за мир и здравје во целиот свет. Сплотените рачиња покажуваат дека децата секогаш се подготвени за дружба и заедничка работа. Во училницата децата се чувствуваат прекрасно и знаат дека училиштето е нивни втор дом, дека секое дете има своји права, право на среќно детство и право на одење во училиште. Активности во училницата со децата и родителите додека бевме во училиште. Кога бевме во училиште, децата престојуваа во својата училница и работеа заедно на многу активности. Погледнете ги колку се здружени, сплотени, заеднички разговараат, се договараат и го наоѓаат потребното решение, а тука секогаш е наставничката која што со нив заедно работи и ги подготвува за идниот живот. Соработка со родители. Исто така, додека бевме на училиште, работилници со родителите, во кои родителите учествуваат секогаш со големо задоволство, а учениците се пресреќни кога нивните родители се тука во нашето училишно катче и кога работат заедно со нив. Погледнете ги нивните детски лица, зрачат со радост, среќа, задоволство. Еве ја и секогаш заедничката фотографија која е доказ за нашата работа. Сега се соочуваме со настава на далечина или онлайн настава. Ситуацијата со пандемијата дојде ненадејно и ненајавено и се наметна потребата да се реализира настава во вонредни услови со далечинско учење. Проблем во овој процес на онлайн наставата е што сите не затече неподготвени. Никој не беше подготвен, ни наставниците, ни учениците, ни родителите. Покрај тоа, наставниците и учениците се соочуваат и со недоволни технички услови. Се појавува проблем во едно семејство со повеќе деца кои се принудени да користат ист компјутер во исто време. Немаат лаптопи, имаат слаба интернет мрежа, а мораат да ги завршат домашните обврски што им се дадени од наставниците. Дигиталната настава треба да се реализира со дигитални алатки кои што се приспособени според возраста на учениците, но бара опрема и дигитална писменост на учениците и на родителите. Ова време ни покажа колку треба да бидеме поврзани во четириаголникот на дигитална настава, наставник, ученик, родител и интернет преку дигиталната писменост на сите. Значи сите до еден треба да бидеме дигитално описменети. Но тоа не е секогаш така и децата се соочуваат со проблеми заедно со родителите. Дигиталните програми и апликации не им помагаат на децата да научат да читаат, да пишуваат и да пресметуваат многу подобно. Затоа јас барам интеракција преку видеоврска, за да ги слушнам како читаат, како се изразуваат усно, затоа што во писменото изразување знам дека тука е родителот кој ќе им помогне во пишувањето. А преку квизовите, кои што се интерактивни и има надпревар
кај учениците во нивното знаење е одлична алатка за работа со учениците. Учениците се трудат да одговорат на моите барања и во вакви услови останавме поврзани со родителите и со нив. Најрадосни се кога се гледаме на видео врска, но ни недостасува преградката, детскиот жагор, дружбата, веселите детски насмеани лица. Еве децата како учат дома. Мора секој да седне на компјутер и да ги заврши своите обврски. Дали е поголемо или помало детето, сепак мора да седне и да научи како се работи на компјутер. По малите деца се знае работат активности кои што одговараат на нивната возраст. Понекогаш повеќе деца мораат да работат на еден лаптоп или еден компјутер, бидејќи во семејството има само еден лаптоп. Тоа е уште еден проблем со кој што се соочуваат, бидејќи мораат во исто време да се уклучат на Zoom, на друга видеоврска или пак да ги симнат своите домашни задачи да ги завршат. Но тука се родителите кои што секогаш помагаат и кога успешно ќе се заврши работата, се гледаат среќни, весели, насмеани лица и на детето и на родителот. Активности на учениците во домот во далечинско учење. Погледнете на првата слика, девојчето го нацртало вирусот и со тоа се соочува со сегашната состојба. На втората слика, второто девојче е весело, среќно, насмеано затоа што го победиле вирусот. На третата слика, девојчето се обидело да изработи сончев часовник кој што е даден за домашна работа и го испробува надвор на сонцето. На третата слика, девојчето вежба во домашни услови, а на четвртиот цртеж, односно на четвртата слика, ученикот успеал да ни ги представи преку овој цртеж сите деца во целиот свет. Дали имаат пречки со развој, дали имаат инвалидитет, дали се со различна интелигенција, дали се од друга вера, дали зборуваат на друг јазик. Значи, сите деца од целиот свет ги представило како се соочуваат со сегашната ситуација со пандемијата. За да малку им го развеселам времето поминато дома, на учениците им дадов да направат маскенбал во домашни услови. Беа пресреќни и родителите и учениците. Погледнете ги сликите што ги доставија учениците во своите домови што ги направиле. На првата слика е мајката маскирана со двајцата синови, на втората слика е братче и сестриче маскирани во прекрасни маски, на третата слика е Зоро, на четвртата слика е овошје, односно ананас, на петата слика девојчето е представено среќно, весело, иако е дома, и на последната слика кловнот го гледате е маскиран, но е тажен. Тажен е затоа што не оди на училиште, не е на училишната априлијада или маскенбал, туку мора да се маскира во домот. Ова се видео снимки во домашни услови на учениците кои што ги барам за да видиме како учениците учат дома. Погледнете што напишала или што објаснува ова ученичка.
дошол наставникот и рекол на учениците што треба да цртаат. Славко му заиграла весела насмевка. Тој бил смирен и радостен. Значи, девојчето објаснува дека двајца другарчиња во училиште си помагаат еден со друг, значи се покажува колку вистинското другарство е присутно меѓу децата. Иако детето немало блок и прибор за цртање, другото дете веднаш му помогнало и со тоа ја кажува пораката дека децата секогаш си помагаат едни со други. Да видиме на овој клип што објаснува другата ученичка. Мони и мама требаше да одат во продавница. Ова е аудиоснимка. Мони ретко одеше во продавница и затоа мама ја посоветува. Мони во продавница се става во корпа, а потоа се носи кај тетката на касата. Мони рече: "Их, па јас тоа го знам. Ако не покажам нешто, тоа се вика кражба." "Кој ти го кажа тоа?" праша мама. "Баба ми го кажа тоа," одговори Мони. Значи, во овој расказ детето чита како треба да се однесуваат во продавница, но во сегашни услови дополнително треба да знаат дека мораат да носат ракавици и маска. Да видиме што работат во домашни услови. Еве гледате како ученикот вежба, бидејќи многу им недостасува часот по физичко. Исто и девојчето. Погледнете колку убаво вежба. Знаат дека во здраво тело мора да има здрав дух, а тоа се постигнува со вежбање. Весело течи мојот глас. Весело сум јас. Забележувате дека девојчето што пее, но е многу тажно во сегашнава ситуација, затоа што се соочуваме со вирусот, се соочуваме со состојба во која што мораат да седат дома, мораат да бидат затворени и не можат да доаѓаат на училиште. Да видиме и овој ученик што работи. Овој ученик е повесел затоа што има голема тераса. На терасата вежба, се занимава со спорт и на тој начин го исполнува своето време. Погледнете. Че на овој начин успеав да ви доловам како учениците учат во домашни услови. Сите ученици успеваат некако да се снајдат и да ги решат своите домашни задачи и домашни активности кои што ги даваат наставниците, а јас како наставник секогаш барам повратна информација, или да е директно на видеоврска или на видеоснимка. Сепак упатувам огромна благодарност до родителите кои се принудени да им помагаат на своите деца, да го научат материјалот што им го даваат наставниците, а со тоа ја превземаат улогата на наставник. Родителите се тие што го носат најголемиот товар во оваа состојба и треба да им помогнат на децата во совладувањето на материјалот и во пишувањето на домашните задачи. Поздрав до сите родители кои навистина се трудат да соработуваат со наставниците, за да им помогнеме на учениците да го усвојат дадениот материјал и да научат да бидат самостојни. Да си помагаат, да бидат толерантни во домот и во училиште, да ги прифаќаат различностите и да се почитуваат сите деца во светот без разлика на поја,
боја, пол, национална припадност, зашто секое дете го погоди оваа состојба со пандемијата од светски размери. Поздрав до сите и ви посакувам добро здравје, да се вратиме што побрзо во училишните